Во саботата во Домот на културата Ацо Шопов во Штип се одржа промоцијата на книгата насловена како 100 грама љубов и 200 грама чувства. Вчера имавте можност да проследите дел од атмосферата на промоцијата, а ете, денес ја имаме и авторката на романот во нашето студио. Станува збор за 17-годишната талентирана Ирена Парчеклиева, која по втор пат си го отвори срцето на парче хартија. Добро утро, Ирена. Добре дојде во студиото на Канал Плюс телевизија. Добро ве најдов. Така, драго ми е што си денес наша гостинка. Еве, ќе започнеме од романот. Што представува оваа книга за тебе? Па, оваа книга за мене представува уште еден успех, да си докажам себе си дека го можам тоа што го сакам и да напредувам понатаму во животот. Знаете, имам веќе и претходна издадена книга. Ќе споменеме нешто подоцна и за неа. И тоа ми беше само почеток да продолжам да се бавам со тоа што го сакам, како и оваа книга. Така, на што го стави акцентот во овој роман? Па, знаете, во романот станува збор за случување од фамилиарниот живот и од љубов од аспект на момче и девојче, па токму на тие две нешта се посветувам во оваа книга. Така. Дали книгата е автобиографска? Точно. Книгата е автобиографска, што можеби ќе ми биде чудно малку на читателите, со однос на тоа дека имам 17 години па пишувам автобиографија. Овде се јавуваат прашања од каде материјал, за сепак станува збор за книга од 166 страници. Так. Можеби околу тоа има неколку прашалници, но сепак книгата е автобиографска, знаете, никој не знае што се крие во една писателска глава и подсвест. Так. Да. Тоа се вистински случувања од твојот живот. Кој период од животот се опфатени во книгата? Периодот на раната младост, на тинеџерството, сршта на тинеџерството. Така. Токму тоа е опфатено период од околу 13-та година па се до сега, 17. Така. Ете, по втор пат ја пишуваш азбуката на душата. Како што ти ја нарекуваш, ова се твои зборови кои ете јас ги искористив затоа што навистина многу ми се допаѓаат. Дали овој пат ја испиша азбуката или остана уште некоја буква која што не е допишана во овој роман? Па знаете, кај нас писателите секој пат постои нешто што го чуваме за себе, за да предизвика бунт во главата на читателите за понатаму. Па да, оставив некоја буква недопишана за да имам простор понатаму во животот да напишам уште неколку книги. Се без разлика дали се од љубовна тематика или нешто друго, ќе видиме, но битно има 31 буква во азбуката, па ќе ми биде доволно. До која буква си стигната овде? До втората. До втората? Значи можеме да очекуваме уште многу животот е пред мене. Така, се надеваме дека ќе биде така. Еве, што те поттикна да ја сплотиш љубовта и фамилијата во едно? Па во книгата станува збор за, како што кажав, случувања од два вида, фамилиарни и љубовни. Тоа се нешта кои што секој ги поминал, фази кои што секој ги поминал во животот како и јас. Па на тоа ме поттикна најмногу фамилијата и тоа колку тие беа до мене во кога јас еднос ги пуштив корењата во тие тинеџерски води. Так, во љубовните води так. И од фамилијата тоа ме најмногу поттикна, а од љубовта се разбира првата љубов, првата болка, првите привирања и запознавање со љубовта, па сакав да ги извадам од мене и да ги споделам со читателите. Така, се надевам дека нашите читатели еве ќе ги поттикне ова што ти го кажуваш за да ја земат во раце твојата книга и да ја прочитаат. Се надевам. Затоа што ова се два сегменти од животот, љубовта и семејството, кои што се едни од најважните, се разбира. Еве да споменеме нешто за промоцијата. Како си задоволна од промоцијата и во колкав тираж е издадена твојата книга? Книгата е издадена во тираж од 230 примероци. Така. Ја печати во печатницата Графостил во Скопје. Така. Поздрав до нив. Од промоцијата сум многу задоволна. Можеби на почетокот стравував дали работите ќе одат во најдобар ред. Во книгата баш споменувам дека сум ситничар и мене баш едно нешто малку да ми штрчи од планот, јас знам да се изнервирам, но за среќа до мене имав тим кој вистински професионалци кои успеа да ме издигнат до таму кај што сакам, па благодарение на нив промоцијата излезе во најдобар можен ред. Так. И ептен сум задоволна. Така, се надевам дека сите твои најблиски беа присутни на промоцијата, затоа што тоа е најважно. Поддршката од нив секако дека е најважна. Да.
Еве би сакала да се навратиме и неколку години наназад. Ако не се лажам, тоа е пред 3 години кога излезе и твојата прва книга. Да споменеме нешто повеќе околу ова. Станува збор исто така за љубовен роман, кој што го издаваш само на 14 години. Точно. Баш моите малку години на број 14, како што кажав, предизвика многу прашалници кај читателите како тоа девојче од 14 години да пишува токму за тоа чувство, почеток, љубовен заплет. Токму во оваа книга кажувам што моите родители лично ми се обраќаат, мене велат: Боже, Ирена, какви чувства, какви заплети на твој само 14 години, ама никој ништо не знае кој што крие во неговата глава и во неговото срце. Така. Од таа книга сум задоволна, иако постои драстична разлика од она тогаш и оваа сега, пред се по бројот на страните, начинот на изразување, смислата на самата книга, и забележав дека кај по позитивните критики кои што ги добив, дека разликата е на најдобро можно ниво, сватив дека ова е нешто многу подобро, иако и тоа не можам да го отфрлам. Така, сепак искуството е во годините си го прават своето. Еве, после 3 години ја издаваш својата втора книга и се разбира дека ќе биде подобра, а секоја наредна и уште подобра од ова, ете како што кажавме, ова е втората буква. Имаме уште многу да слушнеме и да прочитаме од тебе. Инспирацијата во твоите дела, еве во овие две кои што ги споменавме, е токму љубовта. Љубовта е најголемиот благодет во животот на секој човек, но зошто токму ти ја избра темата љубов? Па знаете, во секоја младешка душа привира тоа чувство, љубов, и сите ние имаме поминато покрај тоа чувство. Љубовта е тема која што содржи најмногу лирски елементи и секој писател најмногу би се пронедол во љубовта и најдобро ги извадил од себе тие чувства, па така и јас се нафатив да пишувам за љубовта, бидејќи мислев дека со тоа најмногу ќе го привлечам вниманието кај читателите, па мислам дека и успеав во тоа. Така. Еве како што споменуваш и во романот, ги помешуваш чувствата и љубовта. Так. Дали според тебе секогаш треба да бидат помешани овие две работи? Па знаете, јас како што велам, не постои љубов без чувства и не постои чувства без љубов. Тие две нешта одат заедно. Тие два сегмента се всушност едно, само со различни зборови, а суштината нивна е иста. И според мене треба да се... Еве, значи 100 грама љубов и 200 грама чувства. Сепак преовладуваат чувствата за да може да постои љубов. Точно, да. Така. Како би ја дефинирала љубовта? Љубовта е чувство, според мене, кое што може да направи секакви пресврти во животот. Еве ќе тргнам од мене, кај мене љубовта ми и издигна на прво скалило на врвот и ме спушти многу под земја, но карактерот на човекот прави да се собориш со љубовта, ама кога размислиш подобро, пак љубовта е она што не одржува во животот. Така. Дали имаш планови да испишеш некоја нова љубовна приказна? Дали веќе може би си започнала или сепак тоа е само твој иден план? Тоа е сепак само мој иден план. Сега за сега ќе се посветам малку повеќе на тоа што сакам да бидам во иднина на училиштето. Сега овде се и размислувањата за што понатаму факултет и тоа, но нема да го оставам пишувањето како хоби. Секогаш ќе најдам време и за него. Сега дали ќе биде наредната книга љубовна тематика, тоа останува да видиме, но мислам дека ќе направам некои промени во однос на тоа. Така, и би требало затоа што секоја промена е добре дојдена, зашто да не тоа е добро и за тебе и за твојата читателска публика која што верувам дека навистина ја има во голем број. Еве би сакала да споменам, да те прашам всушност од кога почна да пишуваш? Кажавме кога ги издаде книгите, но кога почна да ги пишуваш и колку време посвети на нив? Првата книга не можам да одредам конкретно време јас од кога почнав да се занимавам со пишување, бидејќи јас до денот додека не ја издадов првата книга не можев да кажам дека јас пишувам, бидејќи можеби од некоја 12-та година почнав да пишувам некои кратки раскази во однос како се чувствувам, ќе добијам инспирација од некоја прочитана книга, па ќе седнав тоа ќе го напишам. Се сеќавам, беше лето, ми беше здодевно и решив да прочитам што сум напишала и видов дека помеѓу тие раскази постои некоја сличност. Си велам дај да се обидам да ги плотам во едно, па да ќе видиме што ќе излезе, нешто додавав, одземав и така излезе првата книга. Да речеме дека пишувам од 12 години, па ќе продолжам додека сум жива. Тоа ме исполнува најмногу. Така, првата книга всушност беше раскази?
Тоа беше приказна, вака, во целина приказна. Романска приказна, да. Дали имаш некоја омилена личност, еве, не мора да биде писател, може да биде и некоја личност од твојот живот која што те мотивира да пишуваш? Па се разбира, пред се во оваа книга најмногу ме мотивираше фамилијата да пишувам. Поздрав до мојата фамилија. Така, еве и од мене поздрав. Потоа, да, има личности во мојот живот кои што ме мотивираат да пишувам, ќе ги задржам за себе. Во однос на некој писател што ме мотивира или што ми е омилен идол во животот, тоа е Игор Џамбазов, кој што исто така е рецензент на мојата книга. Поздрав до Игор. За тој човек можам да кажам се најдобро и мислам дека многу ми помогна во однос на содржината на оваа книга. Мислам дека без него вака немаше да изгледа книгата како што изгледа денес. Беше многу реален со мене, ми кажа на што треба да ставам акцент, што треба да додадам, да одземам и можам да ја пуштам во печатање, па некои 4 месеци пред да издадам книгата се консултирав со него и излезе се во најдобар ред. Така. Со оглед на тоа што Игор е рецензентот, мислам дека веќе нема потреба да коментираме ништо околу ова. Само би сакала да споменам дека промотор на книгата требаше да биде Игор Џамбазов, меѓутоа верувам дека од оправдани причини беше одсутен. Кој го замени на промоцијата? Зборовите на Игор со читателската публика ги сподели Ефтим Трајчов Ѓаурски. Кога веќе пренесувам поздрави, поздрав и до Ефтим. Исто и до Викторија Иванова, кој што дечките беа на најпрофесионален начин, успеа да ме представат мене и мојот пишан збор пред публиката и секоја чест до нив. Така, еве ги поздравуваме вака пред малите екрани, можеби и не гледаат. Кои се твоите идни планови, да споменеме вака, што можат твоите читатели, твојата читателска публика да очекуваат од тебе во следниот период? Сега можеш да одмориш малку со оглед на тоа што книгата ја издаде само пред неколку денови. Ете, да се одмориш и за празниците, меѓутоа не верувам дека овде ќе застанеш и нема да продолжиш да пишуваш. Да, ќе продолжам да пишувам. Се разбира дека читателската публика од мене треба да очекува уште многу книги. Точниот период на книгите кога планирам да издадам втората книга не се знае, но во однос третата книга не се знае во однос на тоа како стојам со обврски, но се надевам дека за брзо време ќе излези третата книга. Така. Дали во иднина се гледаш како авторка која што зад себе има многу дела? Па верувам во себе, верувам дека понатаму во животот со текот на годините дека ќе успеам да го достигнам она ниво кое што го сакам. Се разбира, како што кажав, пишувањето ќе биде само мое хоби, но ќе се потрудам да, како што се потрудив и до денес, на мој само 17 години, да достигнам волку голем успех, што е навистина голем за дете од 17 години, така ќе се обидам да го достигнам нивото до она што го сакам, а тоа е да имам уште многу книги кои што ќе бидат читани и продавани. Така, верувам дека ќе биде така. Еве, за крај би сакала да те прашам дали твоето идно образование, високо образование, сакаш да го продолжиш во оваа област? Или твоите планови се нешто сосем друго? Мислам дека ќе бидат нешто сосема друго во однос на пишувањето и творењето. Нешто околу математиката, архитектурата, нешто така. Така, ти благодарам Ирена што беше моја денешна гостинка. Ви благодарам и на вас за поканата. Ти посакувам уште многу успеси, многу пишани зборови, романи и дела и се надевам дека повторно ќе дојдеш кај нас во студио и ете, сите тие дела ќе можеме да ги представиме на нашите гледачи. Се надевам и јас, многу ми беше мило што гостував во вашата емисија, па едва и чекам да дојде третата книга и повторно да се видиме и да се помоветиме. Така, верувам дека тоа ќе биде наскоро. Ја гледам енергијата која што имаш во себе и верувам дека сето тоа ќе го пренесеш повторно на хартија, а твоите читатели секако ќе бидат задоволни од она што ќе го прочитаат. Ти посакувам среќни и весели празници, да се одмориш и да се подготвиш секако за нешто ново кое што го очекуваме. Така. Почитувани гледачи, ова беше младата талентирана Ирена Парчеклиева, со која што поразговаравме за нејзината најнова книга. Еве, ја има овде пред мене, можете да ја видите. Веќе ја има и во продажба и можете да ја купите. Овде се одјавуваме од нашата денешна гостинка. Слушаме една музичка нумера, а потоа се враќаме повторно во студио.